Добро вечер со топ тема на ваша страна. ВМРО, ДПМН и СДСМ би добили речиси изброј на гласови доколку утре се одржат избори, покажа анкетата на Телма и МЦМС, изработена од М-Проспект. Го измеривме рейтингот на политичарите со прашањето кој од нив заслужува најголема доверба. Анкетата го покажа и ставот на граѓаните, дали според нив почна разрешувањето на политичката криза и дали ВМРО ДПМН треба да изврши мирно предавање на власта на новото парламентарно мнозинство од СДСМ. Резултатите од анкетата, спроведена телефонски од М-Проспект за репрезентативен примерок од 1000 испитаници, беше изработена од 10 до 15 мај. Гледајте ја вечерва, а ја анализираат и коментираат главниот и одговорен уредник на Телма Атанас Скировски и аналитичарите Алберт Муслију и Сашо Кликовски. Останете со нас. Ова е вториот дел од анкетата што ја спроведе М-Проспект за Телма и МЦМС, а овој пат се однесува на рейтинзите на партиите, рейтинзите на лидерите на партиите, меѓутоа и прашања околу разрешувањето на кризата. Верувам дека со нетрпение ги очекувате резултатите, па еве за почеток ви благодарам што дојдовте овде и друг пат ги коментираме овие политички дебати и драго ми е што и овој пат сте тука, така што можете и да ги споредувате резултатите од претходните. На почеток да видиме доколку утре се одржат парламентарни избори, за која партија најверојатно ќе го дадат анкетираните гласот. Да видиме. И покрај формирањето на нова влада, барањата за нови избори од страна на сега веќе опозицијската ВМРО ДПМН не изостануваат. Ставот прво беше избори сега, парламентарни сега и веднаш. Сега ставот се менува во опозиција дека избори парламентарни се потребни заедно со локалните избори. Но што покажуваат резултатите од анкетата, особено на прашањето каквиот би бил исходот доколку изборите би се одржале сега. Исходот не би се сменил, бидејќи на прашањето доколку утре се одржат парламентарни избори, за која партија е најверојатно да го дадете вашиот глас, одговорите се 24,5% за СДСМ, за ВМРО ДПМН, 23,7% за СДСМ. 8,5% за ДУИ, 3,7% за БЕСА. Алијансата на албанците има за 1,8%. Повторно, како и во претходните наши анкети, имаме една така наречена сива бројка од околу 30, нешто над 30%, односно тука се тие 13,7% кои што велат, кои што одбиле да се изјаснат, 10,8% не знаат и 10,3% кои што велат дека ниту една политичка партија не треба да, односно дека нема да гласаат за ниту една политичка партија. Разлика од само 0,8 процентни поени, односно нецел процентен поен меѓу ВМРО ДПМН и СДСМ, на што се должи тоа, имајќи ја предвид целокупната антикампања која што се водеше кон Социјалдемократскиот сојуз за предавство, федерализација, а се поврзано со така наречената албанска платформа, е верувам прашањето кое што ќе биде клучно за анализа. Знам дека дел од коментаторите и очекувам дека веднаш ќе ги побараат податоците, вкрстените податоци околу етничката припадност, за да дојдат до соодветна анализа и од објаснување на овие резултати, но еве, нив ќе ги одложиме малку, сепак со првите за почеток општи констатации околу овие резултати.
Благодарам, Боби. 0,8 најголемо приближување помеѓу двете најголеми партии ВМРО ДПМН и СДСМ. Меѓутоа голем е бројот и на оние кои велат не сакам да кажам 13,7, не знам 10,8 и ниту една 10,3. Кировски, еве и Боби го наметна прашањето на што се должи ваквото приближување, само да напоменам, сепак анкетата е направена и по настаните во собранието на 27 април и дава резултат и известна проекција колку кој би освоил пратенички места со вакви резултати. Добро вечер. Прво би сакал да кажам дека оваа 0,8% разлика е сосема занемарлива кога станува збор за ваков тип на анкети, каде што е проектирано остапување на плюс-минус 3% од резултатот, така да разликата е внатре во маргината на статистичката грешка. И ако го земеме во предвид Донтовиот модел кој што ги исфрла пратеничките мандати во собранието, тоа значи дека ние на вистина врз основа на оваа анкета, ако утре имаме избори, не би можеле да проектираме кој би добил мнозинство, доколку некој воопшто би добил мнозинство. Сега, што се однесува до вашето прашање околу трендовите, јас сепак би ве потсетил на нашата последна анкета во февруари, кога разликата меѓу двете најголеми македонски партии повторно беше во рамките на статистичката грешка и повторно изнесуваше промили, а и беше помалку од 1%, тоа укажува на еден континуиран тренд. Значи, сепак анкетите за да ни дадат вистинска слика, јас би ги ставил во еден контекст на едно подруго или во еден континуитет кој што ни ги укажува или ни ги проектира трендовите, а тоа е дека нашата прва анкета покажуваше предност на ВМРО ДПМН од околу 5% поени во октомври. Веќе во ноември таа предност беше истопена на 3,8% според нашата анкета на Телма. На денот на изборите таа предност се намали уште повеќе на 1,3%. За сега, во постизборниот период, таа разлика да биде безмалку занемарлива или сосема во рамките на статистичката грешка, тоа покажува еден континуиран тренд. Ние мислевме дека можеби тој тренд е запрен на пат на ВМРО ДПМН и раст на СДСМ заради така наречената тиранската платформа и заради иницијативата. Знаете, имаше одредени аналитичари сметаа дека кој прв ќе ја запоседне улицата, тој ќе има леверидж во рамките на политичкиот лендскейп. Меѓутоа, или тоа не го даде посакуваниот резултат, или пак второто, јас сум присталица повеќе второто, бидејќи огромен број од граѓаните, а и добар дел од членството на ВМРО ДПМН не го поддржуваат насилството како политичка прагма, ми се чини дека таа евентуална предност што можеби ја доби ВМРО ДПМН, барем така кажуваа нивните интерни анкети, се истопи со настаните од 27 април. Тоа е моето мислење. Кликовски, во однос на овие резултати, трендот е да се покачува рейтингот на СДСМ, ВМРО ДПМН секогаш е тука околу 24%. Зборувам за времето на предизборите и по изборите. Тој процент не се намалува рапидно. Добро, беше спомната кампањата после изборите во врска со платформата на ДУИ, БЕС и ДДП. Тоа е во основа негативна кампања. Негативните кампањи во основа се наменети пред се да ги задржат собствените гласачи и се чини дека ВМРО ДПМН е многу успешен во тоа да го задржи собственото гласачко тело. Оно што е контраефектот на таа кампања е влијанието врз гласачите етнички албанци. Мислам дека ќе го видиме и тоа, бидејќи колку кампањата за платформата на ДУИ, БЕС и на ДДП влијаеше на задржување на поддршката меѓу собственото гласачко тело, толку ми се чини таа ги руши мостовите кон можните поддржувачи етнички албанци или кон можните коалицијски партнери што би биле гласани од етнички албанци и ја зголемува поддршката на СДСМ. Така да мислам дека треба да се видат повеќе варијабли што влијат на овие рейтинзи и партиски и меѓуетнички и можеби и други. Секако
насилството во собранието на во четвртокот најден на осуда меѓу сите граѓани, меѓу сите гласачи, бидејќи ми се чини дека граѓаните на Македонија по едно прашање има консензус дека насилство во политика и во било што не смее да се случува. Така да мислам дека тука ефектите на тие неколку варијабли што би влијале. Сега е интересно откако е доделен мандатот, бидејќи тоа е сосема нов момент кој е откако е направена анкетата, како тоа ќе влие на едното позиционирање на двете најголеми политички партии. Мусли, да, повелете. Таму секако е за забележување камбекот на Дуи, ако можам да кажам. Да, тоа јас мислев у вториот турнус да ги коментираме. Да, затоа што ќе ги видиме и кроз табулациите. За мене всушност најголемото поместување во однос на претходната февруарската анкета не е ова меѓу апсолутно најголемото поместување кај албанските политички партии на Дуи. Да, меѓутоа еве мисли стабилноста на СДСМ дали се должи токму на таа поддршка од албанците или пак стабилноста на ВМРО ДПМН се должи на национализмот и онаа кампања што ја водеа. Од друга страна, тие не се грижа дали ќе добијат албански гласови или не, нив ми е грижа само сопственото гласачко тело. Види се, треба да направиме една дистинкција како се анализират албанските и условно речено македонските политички партии, затоа што милието, окружувањето е различно. Кај македонскиот условно речено политички кампус имаме две страни, така да вие може да одите лево или десно, затоа флуктуациите кај албанскиот политички кампус се многу поголеми и зависат и од моментот кога е направена анкетата. Затоа ми ги имаме тие изместувања и го дискутиравме и пред емисијата дека и маргината на грешки кај помалите партии може да биде поголема баш поради бројот на анкетирани албанци. Што се однесува до стабилноста на ВМРО ДПМН, мислам дека треба пристапот да не биде многу поран. Значи, од стартот на проектот за вистината за Македонија, ВМРО ДПМН се труеше да ја држи компактноста. И ние циклично сме имале разноразни активности. Не е тука само платформата на албанските политички партии. Туку циклично сме имале разноразни афери, случувања со кои се трудила ВМРО да покаже дека е компактна структура која е креирана и со 11 годишно владење. Знаете, мене многу ќе ми бидат интересни анкетите после формирањето на новата влада. Овој кампус на 3 блока, не сакам да кажам, не знам и никој не заслужува. Мислам дека тој никој не заслужува е поискрен столб, затоа што тој е столб разочаран од сите збиднувања, но реално и тој мислам дека ќе се намали после месец-два, која ќе се стабилизира политичката сцена, но ме интересира овој, не сакам да кажам кај ќе се распореди. Тој плашливиот, може би. Да, не сакам да кажам, значи имаме еден корпус, една армија на клиентелисти кои се реално вработени во циклусот од 11 години. Гледаме дека сега веќе поранешната владеачка партија инсистира дури и овој меѓупростор да го одржува ритмот на владење. Гледаме дека и денеска имавме случување каде што министерот за здравство па го имавме и поранешно. И мислам дека тој процент, стабилноста на тој процент е баш поради таа причина, што веќе 2 години со апсолутно добро сработена стратегија ВМРО ДПМН успева својот кампус да го задржи. Се поставува прашање колку е нивниот капацитет да привлечат албански гласови. Мислам дека нивната примарна грижа после сето тоа што се случуваше во пролета 2015 беше да го сочуваат својот кампус, колку помалку тој кампус да се оштети, а после има време да размислуваат и за евентуално нивниот коалицијски капацитет со албанските политички партии и така натаму. Затоа мислам дека и нивната кампања и нивниот пиар во однос на албанските политички партии беше толку екстремен, затоа што им беше најбитно ова јадро да се сочи. Ова секако дека ќе се расплини во моментот кога не само фактички, туку и психички ќе осознаат дека веќе некој друг владе и ние имаме и као општество имаме одреден број на конформисти кои секогаш одат кон тој кој победува. Но за ова
реално вложија многу труд и тоа низ целиот овој процес, колку год да бил мачен или потенцијално штетен, ја одржа. А за албанските политички партии секако има... Само ако може да се надоврзам на нешто што кажа господинот Муслиу, тој истакна дека е карактеристичен бројот на оние потенцијални избирачи кои што кажале, пред се тука јас ги ставам, ние имаме многу висока бројка се уште, речи си 14% велат, знам за кого ќе гласам, ама не сакам да кажам. Тоа значи дека во Македонија се уште постои некаков страв дека таа анкета телефонска можда некој ја слуша, па ќе знаат, па ќе ми направат белја на детето на работа или значи постои една таква притаена параноја, јас би ја рекол, и неексплицитност во давање на одговорите, што ја забележувавме и во претходните анкети. Од она што анализиравме со Миша од Институтот за демократија низ кроз табулациите, обично тие гласови, одбивам да одговорам, се преточува во 2:1 во однос на опозицијата. Се уште СДСМ, додека сме правеле анкетата, била перцепирана како опозиција и мислам дека на тоа се должи и нашата анкета безмалку до пратеничко место погоди колку пратеници ќе има ВМРО ДПМН, а кај СДСМ потврдивме во проекцијата за некои 3-4 пратеници во бројките и на анализата јас реков дека 2 пратеника ќе биде разликата, токму заради тие скриени гласови што мислам дека се уште ни се провлекуваат во анкетите и што вели Алберт ќе биде многу карактеристично за некои 2-3 месеци да видиме доколку на вистина се ослободи општеството од било каков страв, може би тие бројки и на вистина и ќе се намалат и ќе имаме појасни слики, ама тоа е теоретски. Зошто Атанас мислиш дека ќе се ослободиме од страв, па ќе има повторно власт? Или може би Можда после ќе се плашат да кажуваат за другата опозиција. Не, ама да, се согласувам, може би 2:1 тоа држи затоа што и во тие бројки може да има и тие кои биле со ВМРО ДПМН, кои се плашат да се изјаснат сега, затоа што претпоставуваат дека правецот на движење на работите е конформирање на нова влада од СДСМ. Не, се согласувам. Веројатно ние после известно време ќе дојдеме у ситуација, тие обидам да кажам, да ни биде 2:1 за ВМРО ДПМН, односно за опозицијата. Значи, јас, за да појасниме за гледачите, тие 2:1 не е некаква идеолошка провиниенција 2:1 левица версус десница, туку е оној кој е на власт, тие што не сакаат да кажат, кријат дека би гласале за опозицијата. Меѓутоа, ако ги погледнеме пак резултатите за партиите на албанците, ДУИ 8,5, БЕСА 3,7, Алијанса за албанците 1,8, 0,9 е ДПА. Не знам дали треба ДПА да ги сметаме кај БЕСА или кај тие како се изјаснија, меѓутоа еве Алберт, во однос на прашањето на партиите на албанците, ДУИ е стабилна, имаше тренд на опаѓање во претходните анкети. Меѓутоа сега, откако можеби не направи коалиција со ВМРО ДПМН, се по-сигурни гласачите нејзини, или пак го превзеде приматот на водење на преговори, на истакнување на платформата и слично, повторно го превзема лидерството помеѓу албанскиот корпус. Зборам во целиот процес на преговори. Добре, и искуството го даде лидерството, значи сепак тоа беше и изборните резултати, сепак тоа беше најголема партија, но за разлика од кај македонските партии, албанските гласачи добија 4 опции. И гледаме дека тие 4 опции веќе се намалуваат на 3 после случувањата на 27 април. Има карактеристични таргет гласачи. Ја верувам дека ДУИ и ДПА, Движење за реформи и БЕСА, можеби БЕСА е тука во меѓупросторот која што бара гласачи и од корпус, евентуално таргет одиенсот на ДУИ и на партијата на села, додека ДУИ и ДПА, реформско движење, релативно имаат поразлична категорија на гласачи на кои им се обраќаат и мислам дека борбата тука и ќе се одвива. Значи, средината ќе бара од двете страни, а двете страни ќе барат да земат нешто од средина. Мислам дека движењето на господинот Села ќе се труди да ја консолидира таа ДПА за која, нели,
Тие и не се декларираат дека се друга партија, туку дека се ДПА, Движен за реформи, кој квантум на гласачи е поголем, мислам, ако се спојат двете бројки ДПА и таа, за 1% поен би требало да е повисок, додека ДУИ успеа во минатите 3-4 месеци, користејќи го искуството, користејќи го ликот и на господинот Ахмети, користејќи ги и околностите, тој пат кој го имаше, дури можам да кажам дека после изборниот ден имаше слободен пат на ДУИ, и тоа се процеси кои албанските политички партии биле присадни. Ние сме имале една ПДП која била движење во раните 90 години и сега реално не е ни политичка партија парламентарна, само една група која се труди да ја оживее. Така да мислам дека во идниот период, во зависност како ќе се постават позициите во идната влада, каков модел на заедничко владење ќе се постави со ЗАЕВ, нивниот меѓусобен однос ќе ги одредува овие бројки и тие ќе бидат многу флексибилни бар до локалните избори. А што се однесува до стабилизирањето на ДУИ и нивните бројки и поради коалицирањето со ЗАЕВ, апсолутно тоа е една од вистините, затоа што после изборите, нарошто после таа кампања која ја спроведе ВМРО ДПМН, било какво јавно произнесување за евентуална соработка со ВМРО ДПМН беше штетна. Ја мислам дека дел и од гласачите кои се прелеа и во други партии, една од причините беше таа затоа што новонастанатите партии кои атакува на парламентот беа многу појасни и прецизни во односот на несоработката со ДПМН. Веќе сега ситуацијата се менува. Да, Лековски, колку според вас тоа навистина пресудно кај албанските партии, од друго бидејќи настаните, оваа анкета е направена по настаните во четвртокот во собранието, сепак таму Беса не присуствуваше во собранието, од друга страна Село беше навистина тешко повреден, тоа не знам колку влија навистина на гласачите, а не го видоа па лидерот на ДУИ да биде присутен, можеби и сето тоа има удел во распоредот на овие гласови во анкетите, меѓутоа дефинитивно ДУИ останува стабилно и е во пораст. Меѓу гласачите етнички албанци, главната вест е дека ДУИ се консолидира во својата позиција и втората главна вест е дека ДП е во слободен пат. Претпоставам дека господинот Тачи веќе не се ни труди да го запре тој слободен пат и претпоставам дека во еден момент движењето за реформи на ДП би било нормално да седна на маса со ДП и да видат како ќе ги консолидираат силите, пошто 4 партии за 20 и колку посто од гласачите, пошто тука не збориме за граѓани, туку за гласачи, има малку помалку одзив меѓу етничките албанци, е премногу. И тоа само ќе ги ситне, во одното ви одмодел, ќе ги ситне количниците, и они веројатно мора да најдат начин да разговарат. Господинот Ахмети веројатно покажа дека сепак е малку повешт, да не кажам помудр политичар од некои од другите албански политичари, и оно што јас често говорив дека платформата е платформа за спас на ДУИ, значи од горе-доле лоши резултати на изборите, бидејќи ДУИ процентално беше партија со најголема загуба на пратенички места, успеа да преку јавните настапи, преку одбивањето на коалицијата со ВМРО ДПМН и други активности сепак да се консолидира. Настаните во собранието можеби повеќе влијае, се надам ќе го видиме тоа, на личните рейтинзи, бидејќи ми се чини дека се уште од политичарите етнички албанци се уште нема доволно јасни профили, така да верувам ќе го видиме во тој дел. Како е да е, главниот заклучок за мене е консолидацијата на ДУИ. Кировски, ваш коментар на овој дел од анкетата, па одиме со реклами и кростабилација. Да, значи јас сосема се согласувам со Клековски дека не само кај албанците, него воопшто во целата анкета најголемото поместување е повторно враќањето во живот на ДУИ, за која што после изборите во февруарската анкета тие беа пата со Беса. Сега повторно добиваат некои 4-5%, тоа што е избран председател на парламентот
од страна на ДУИ веројатно придонесе за подигнување на угледот на таа партија, начинот на кој што беше менаџиран целиот овој процес и конечно еден голем број од нивните потенцијални гласачи чекаа што ќе се случи, доколку моje мислење лично е дека доколку тие отидаа во авантура за ДУИ, тоа би било авантура во коалиција со ВМРО ДПМН, мене ми се чини дека нивните рейтинзи дополнително ќе падне и сега ќе го правиме муабетот за ДУИ, оној муабет што го правиме за ДПА дека се веќе на граница на исчезнување. Само уште една работа јас би сакал да додадам тука околу анализата на Алберт, за која што мислам дека направи извесен превид. Алберт ги анализираше албанските гласови од аспект на 4 партии и тоа го каже и Клеговски, меѓутоа би сакал да ги потсетам моите соговорници дека еден добар дел од албанските гласачи и на изборите и сега ни се појавуваат на анкетите дека би го дале својот глас за СДСМ, така да тоа е прашање што не треба да се подценува. Тоа не го спомнам затоа што реално таму немаме поместување, некој на бројките. Ќе ги видиме поместувањата во кроз табулациите. Не, има големи поместувања и таму, ама подоцна ќе зборуваме. Да, веднаш по рекламите, тоа прашање не го отворив затоа што и тоа навистина заслужува дискусија, да видиме како СДСМ стои во албанскиот корпус. Останете со нас. Што мислат македонците, а што мислат албанците во прашањето за која партија најверојатно да го дадете вашиот глас? Еве ги резултатите по национална припадност. Споредбата на податоците според етничката припадност на испитаниците дава многу појасна слика за податоците од ова прво прашање во вечерашнава презентација, кој како би се изјаснил, а тие податоци се следниве. Значи, во македонскиот блок кај македонците речиси се јасно 33% поддршка за ВМРО, 26,2% за ВМРО ДПМН. Оваа група на податоци овдека се оние кои што одбиле да кажат, не знаат или се колебаат во одговорите. Каква е ситуацијата кај албанците? Висока доминација на Демократската унија за интеграција, 38,7%. Но тука имаме една промена во споредено со претходните анкети, а тоа се дека со 17,1% е БЕСА. Трета е СДСМ со 12,4%, Алијансата за албанците има 8,3%, 4,1% е поддршката на ДПА. И тука кај албанците ги имаме оние 5,1%, 8,8% или 5,5%, а тоа се групата на ниту една партија, не знам или не сакам да кажам. Два елементи се битни за оваа анализа, а тоа е поддршката за ВМРО ДПМН и СДСМ во македонскиот блок, но и со односот на распределбата на гласовите во албанскиот политички кампус. Но и овие бројки сами за себе и овој сооднос не кажуваат многу ако не се споредат со податоците од февруарската анкета, бидејќи токму тука е суштината. Меѓутоа гледам дека Кировски е вооружен со многу податоци и споредби на анкетите, па ќе оставам таа споредба да биде направена. Она што само ќе го навестам е дека разликата во процентни поени од околу 6% и во ова анкета и во февруарската анкета беше подеднаква. Меѓутоа, каде, нели, како што народски се вели, лежи зајакот, оставам да се аргументира во продолжение од дебатите. Благодарам, Буби. Еве, во македонскиот корпус 33% македонците би гласале за ВМРО ДПМН, 26,2% за СДСМ. Меѓутоа, во албанскиот корпус
Интересен е податокот дека СДСМ е втора партија, меѓутоа Кировски со оглед на тоа што Не, трета е. трета партија, да, јас се збунив затоа што во претходната анкета СДСМ имаше многу повеќе проценти и исто така беа многу поблиску Беса и ДУИ. Може ли еден коментар во однос на овие споредби? Не знам на што се должи сега падот на СДСМ и веројатно заради зајакнувањето и стабилноста на ДУИ. Вака, што се однесува до разликата меѓу ВМРО и СДСМ кај македонски, точно во македонскиот етнички корпус, таа е перманентна разлика. Ние тука постојано зборуваме меѓу 5 и 7% се движи предноста во однос на ВМРО ДПМН и она што го зборуваше Алберт тука се покажува како точно дека нивната кампања е пред се насочена кон зачувување на сопствениот корпус и кон зачувување на сопственото конто на гласови и од тој аспект мора да се признае дека нивниот шеф на штабот Никола Тодоров направи навистина голема работа што и покрај сите бомби и покрај сите скандали што излегоа изборниот резултат од 2014 од 480.000 гласа малта не го задржа и ВМРО ДПМН освои на изборите во декември 455.000 гласа, односно изгубија само 25.000 гласа, што ако ги земеме во предвид сите околности и целиот контекст на ситуацијата, мора да се признае дека е добро завршена работа. Меѓутоа, тука би сакал, ако ми дозволите, еден друг тип на политички коментар да кажам. Тука навистина ВМРО направи успех, го задржа сопствениот корпус на гласовите, но знаете, во Македонија, посебно избори кога има каде што се гледа дека ќе бидат изедначени резултатите. И кога формирањето на влада натаму зависи од капацитетот на политичките партии за коалицирање со другата страна, тука па она што би било предност, сега нагло ви станува хендикеп. Таа кампања со тврда националистичка реторика, да не речам на граница на антиалбанска кампања што ја водеше ВМРО ДПМН, потоа ги доведе во ситуација при избори каде што имаат поголем број пратеници од СДСМ да не се во состојба да ја формираат владата. Значи тоа покажува дека некои работи треба да се гледаат во еден многу поширок контекст, бидејќи изборната трка во Македонија, ВМРО ДПМН цело време вика ние сме победници на изборите, но не во уставот вели дека владата ја формира оној кој има мнозинство. Значи има две полувремења. ВМРО ДПМН водеше после прво полувреме 51-49, но не успеа да стаса до 61, токму заради тоа што на некој начин си ги урна мостовите кон албанските коалициски партнери, иако стануваше збор за коалиција која што 8 години се создаваше, бетон беше таа коалиција, но тука им се случи тој хендикеп и потоа би сакал, ако имаме време во емисијата, да дискутираме и дали може да ни се случи еден феномен, лидер на политичка партија, кој што ги добил изборите, да бараат од него одговорност и да биде принуден да поднесе оставка. Може да дури резултатите за лидерите, дали имате коментар во однос на тоа дека за кајалбанците? Да, СДСМ. Само за кајалбанците би сакал да кажам, СДСМ не е во пат кајалбанците. Едноставно ако земеме во предвид претходниот рейтинг. Не. Што сакав да кажам? Сакав да кажам дека во февруари ДУИ се нечкаше дали ќе направи влада со ВМРО ДПМН или со СДСМ. И еден огромен број од поддржувачи на ДУИ на таа анкета се изјаснија дека или нема да гласам општо, или ќе гласам за СДСМ, ама за ДУИ не гласам. Откако ДУИ јасно се определи за СДСМ, даде, депонираше и подписи за да му се довери мандатот на господинот Заев и така натаму, повторно на некој начин е рехабилитирана и врз основа на овие крос-табулации го излекувам заклучокот дека доколку ДУИ отидеше во коалиција со ВМРО ДПМН, веројатно ќе им се случеше катастрофа. Кликовски, меѓутоа се уште СДСМ е партија за која би гласеле албанци, наспроти нели она што го објаснувавме во кај македонците кои што пак цврсто се за ВМРО ДПМН и всушност СДСМ голем дел од гласовите ги влече, се уште би ги влечело да речеме доколку утре има избори од албанските гласачи. Значи за мене клучното прашање е дали овие гласачи етнички албанци се за СДСМ или се против Никола Груевски. Очигледно како да се против ВМРО. Бидејќи тоа ќе детерминира колку долго ќе трае поддршката меѓу
гласачите етнички албанци за СДСМ. Значи, мојата хипотеза е дека етничките албанци се за СДСМ не заради платформата на БЕСА и ДУИ, туку затоа што има голем аномизитет и не према ВМРО ДПМН, туку према Никола Груевски. На многу анкети поддршката за Никола Груевски меѓу етничките албанци е многу ниска. Односно, најголем дел од етничките албанци имаат негативно мислење, лично за него. Значи, за мене ова флуктуација од 6%, па на 20%, па на 12% етнички албанци кои би гласале за СДСМ, покажува можеби дека ориентацијата на етничките албанци кон СДСМ повеќе зависи од нивната перцепција кој има капацитет да го симне Никола Груевски од власт. Кога ДУИ се покажа дека всушност најмногу придонесе за симнувањето на Никола Груевски од власт, гласачкото тело повторно се поместува во правецот на ДУИ. Јас верувам дека за демократијата во Македонија долгорочно важно е изместувањето да немаме гласање по етнички принцип. Јас се надевам дека еден ден нема да разбориме за македонски партии и албански партии. Можеби демографски ќе збориме за гласачи етнички македонци и етнички албанци, затоа е важно можеби понатаму да се следи овој процент на гласачи етнички албанци кои се определуваат за СДСМ, да се види дали тоа однос на идеолошка промена на преференцијата или исклучиво на отпор према Никола Груевски. Мисли ДУИ ќе влезе во коалиција и во влада со партија што и дише во врат од една страна. Верувам дека не има толку драго на Ахмети за оно што му се случи на минатите избори и дека влезе македонска партија да му зима гласови. Не знам како ќе се однесуваат во коалицијата, но сепак е партнер со партија која што му ги загрозуваше и ги загрозува гласачите. Види, прво при сегашните констелации на желбите на гласачите на ДУИ, мислам дека и бројките така и се движа. Не само на ДУИ, тук на сите албански партии, и затоа што и моделот за како да кажем, рушење, условно речено, на ВМРО ДПМН се избра, дали преку албанските опозицијски партии, дали преку гласање за СДСМ, но крајната цел беше таа да се смени владеачката структура, значи да се смени ВМРО. Тоа што Клековски го вика културно дека поддршката е мала, значи поддршката е ништо наскоро кај албанците за Груевски, и тоа е баш поради таа кампања и политика која водеше, која му овозможи компактност во својот избор. Ја би сакал прво да дојдам кај македонските политички партии и треба нешто да се укаже, затоа што овде 2-3% се губа, знаете. Овие 12% албанци што би гласале за СДСМ не се тие кои го пополнуваат гепот од 26 до 33. Ја би предпочитал на идните анкети да се види и кое е движењето на турските, ромските, влашките, босанските гласови, затоа што ние нон-стоп анализираме колку гласови албански зела СДСМ, да, не видовме колку зима. Ние бар по исказите, ние знаеме дека лидерот на ромската партија вика дека 70.000 ромски гласови се таму, знаете, или турски, или така натаму, така натаму. Имаме етнички популации кај другите етнички заедници, не е дека немаме такви податоци. Ја мислам дека и тие треба да бидат присутни за да се разбие тој мит дека кој го има македонското мнозинство и дали го има во толкав размер, затоа што ние знаеме и по помали општини каде оделе турските, ромските гласови и чие конто го пополнувале, и мислам дека тоа ќе биде порелаксирачко и за политичката сцена, затоа што тие гласови се, како да кажем, коалициони гласови. Тие гласови може да одат и во пакет на друга страна. Мислам дека помалите етнички заедници тука се жртва на неопходната симплификација на графиконите, бидејќи со 6 етнички припадности, веројатно ние тука никој не ќе можеше да види што пишува на графиконите. И второто е кога имате етничка заедница од 1, 2, 3 или 4%, можноста за грешка, значи во анкетата може да има 10 роми и на 10 роми може да
степено на грешка да биде многу позначен и да биде целосно погрешно наведувачки. Штета што заради таа неопходна симплификација на графиконите ние добиваме фокус само на едните или на другите. Ама мислам дека ако во глобалните бројки на СДСМ и ВМРО ДПМН бар во брекет се стават сите тие други заедници кои биле коалиционно поврзани, значи ова се коалиции, не се ова индивидуални партии кои добиле гласови во тој обем, мислам дека тоа бар нам би ни олеснило да некои трендови и ги објасниме. Што се однесува до ДУИ, тие падови, велам, тука се управо и саке е во право, дека во периодот кој е правен тој претходната анкета, таа беше нејасната фаза, кога дури и албанската јавност ги напаѓаше и бараше побрза реакција од ДУИ во однос на давањето на потписи, овозможување на новиот мандатар, на Заев да стане новиот мандатар. И мислам дека многу интересни ќе бидат наредните анкети ако се направат за месец и пол дена, дека ќе видиме пак некои консолидации кои ќе не водат кон есенските постабилни бројки кај албанскиот електорат. Мислам дека тука целата приказна на преместување на бројките не е завршена. Мислам дека и тоа што се случи на 27 септември имаше влијание, расветлувањето на целиот тој процес кој 27 април, мислиш? 27 април, да. Расветлувањето на целиот тој процес кој ќе се одвива и не може да престане, реално ќе има влијание, добивањето на позицијата на председател на парламентот ќе има влијание, но највише ќе има влијание и ните 2-3 месеца начинот на кој ќе ги постават основите на заедничко владение СДСМ и нивните коалицијски партнери. Ако изнајдат функционален модел, мислам дека тука бројките драстично ќе се сменат. Ја уште нешто само тука би сакал да додадам. Само не ми дека не се согласуваш. Не дека не се согласувам, само нешто да додадам ако може. Иако да речеме СДСМ и ДУИ на некој начин се конкурираат за одреден корпус од гласови, мислам дека СДСМ беше во овој период исклучително коректен кон ДУИ, да не речем и прилично нежен. За настаните од 27 април што ги спомна Алберт, сите медиуми кои што беа блиски до СДСМ, до опозицијата, апсолутно сите го нападнаа Чавков, речиси никој не побара никаква одговорност од актуелниот министер за внатрешни работи господинот Нухил, кој што според поставеноста тој би требало да сноси најголемата одговорност. И второ, да речеме, СДСМ најмногу излезе во заштита на тоа што господинот Али Ахмети не беше присутен во парламентот, така што во овој момент јас не гледам дека меѓу ДУИ и СДСМ има некое трвење и борба за гласови, туку напротив, мислам дека на некој начин двете партии се обидуваат да ги консолидираат своите односи за да ги постават темелите на една долгорочна и квалитетна коалиција. Само сакам да напоменам, голем број може не се слага нешто. Не се слагам апсолутно, сакам само да додадам дека тоа што го потенцирав, дека начинот на владење, ако не е разочарувачки, ако албанските гласачи не увидат враќање на поранешниот модел. Да, например, дел од гласачите на ДУИ можеби ќе очекуваат разврска во обвинителството за луѓето од ДУИ кои што можеби се замешани во одредени ситуации на претходната власт. Значи, можеби и тоа ќе го очекуваат. Во албанската јавност немало некои резерви во однос на тоа дека тие што евентуално ќе бидат атакирани од Катица треба некако да се заштитат. Мислам, реално очекува и дури мислам дека и за ДУИ би било и полезно да целиот тој процес се движи да тие што направиле нешто лошо или нарешто кој за кого ќе подигне случаеви специјалното обвинителство, да тие не се заштитуваат, туку да процесот се одвива нормално. И албанските гласачи гледаат дека имаме, например, чудни потези од редовното обвинителство за некои обвиненија во чудни моменти, но мислам дека ништо што е во врска со работата на специјалното јавно обвинителство не може да го оштети и ДУИ и дури и другите партии, и затоа у старт тие сите се изјаснија дека се за поддршка на обвинителството. Сакам да кажем за моделот на владење. Ако албанската јавност увиди дека моделот е пак ист, модел на
на делба на територии, модел на спуштање еден на друг, кој ќе биде појак патриот во својата заедница, мислам дека реално албанскиот гласач ќе ги казни сите, може да дојде некоја друга опција, но верувам дека ако тој модел го изнајдат верувам дека и македонските граѓани истиот случај, може би очекувањата се поголеми, но верувам дека овие бројки на есен веќе ќе се стабилизираат и ќе имаме постабилна слика подолгорочна. Затоа што се согласувам, 4 субјекти кај што се делат гласовите не се одржливи на долго. Добро, следно е прашањето за тоа кој политичар заслужува најголема доверба помеѓу анкетираните. Боби, еве, кој политичар заслужува најголема доверба? Прв пат во топ тема на ваша страна и сите анкети кои што ги правевме во изминатиот период, вклучително мислејќи пред се на оние кои што се однесуваа на политичките прашања, прв пат мериме рейтинг на политичари според утврдена листа. А резултативе се следни. Поддршка од 25,8% за Никола Груевски, 24,8% за Зоран Заев. 9% има поддршка председателот Ѓорги Иванов, потоа е лидерот на ДУИ Али Ахмети со 6,1%, лидерот на Алијансата на албанците Зијадин Села со 3,6% и Билјал Касами, лидерот на БЕСА со 3%. Во ниту еден политичар не веруваат 14,8%, 7,9% се изјасниле за некој друг и ги имаме оние 5,5% кои што се во онаа група кои што одбиваат да одговорат или едноставно рекле не знам. Прашањето е едноставно. Ова е анкета во која покажува топење на досегашното неприкосновено водство на Никола Груевски пред Зоран Заев. Разликата е само 1% поен. На што се должи тоа? Повторно, нема да ги дадам вкрстените податоци според етничката припазност, пред да го слушнеме општиот коментар или општите оценки од нашите вечерашни гости. Жане? Благодарам, Боби. Состојбата кај Никола Груевски е некако стабилна. И покрај тоа што не успеа да состави влада, тој има 25,8%. Мислам дека е логично да се качува рейтингот на Зоран Заев. Исто така и тука има голем број на испитаници кои рекле дека ниту еден не би поддржале, тоа се 14,8%. Меѓутоа, Кировски, што според вас е феноменот што го држи Никола Груевски стабилно со овој процент? И навистина ние зборуваме и за процеси и за се што можеби ќе почнат во ВМРО ДПМН, меѓутоа факт е дека неговиот рейтинг не е променет. Вака. Најголемиот феномен на целата оваа анкета што вечерва ја презентираме според мене е изедначеноста во само 1% поен меѓу господинот Зоран Заев и господинот Никола Груевски. Господинот Никола Груевски имаше перманентно повисок рейтинг од самата ВМРО ДПМН. А господинот Зоран Заев имаше рейтинг кој што беше на пола или два пати понизок од рейтингот на СДСМ, заради тоа што веројатно и самите оние поддржувачи за опозицијата не го перцепираа како лидер. И неговите бројки се движеа тука некаде едноцифрени и така натаму. Меѓутоа, кога целиот овој процес заврши и се виде дека Заев на своји плеки 2,5 години го истера целиот тој процес, ги издржа сите тие удари и фигуративно, но на крајот на краиштата и на вистина издржа удари во собранието, прв застанат. Јас имам информации дека господинот Заев му било нудено и да замине од парламентот, но тој не сакал и застана пред пратениците на албанците за да ги брани физички, дека граѓаните кај него веќе почнаа да препознаваат одредено лидерство и дека меѓу другото пораста на неговата популарност се должи и на настаните од 27 април, меѓутоа и на заокружување на целиот овој процес на менување на власта. Сега, што го држи Груевски толку стабилно?
Според мене, она што до сега го држеше Груевски стабилно на лидерската позиција на ВМРО ДПМН и високо рейтингот, мислам дека уште долго време нема да може да еквилибрира. Груевски на некој начин многу вешто и многу успешно еквилибрираше со разни струи внатре во ВМРО ДПМН. Значи, тој умееше да кокетира и со, условно речено, нели, јастребите, патриотските здруженија, оние кои што повикуваа на насилство, но заради својот феномен како човек кој што умее и со бројки, и со технократија, и со бюрократија, и со бизнис заедницата, и со умереното крило, на некој начин тој држеше еден еквилибриум со целиот тој еден широк лендскейп на македонската десница. Меѓутоа сега кога почнуваат судските процеси против насилниците и така натаму, гледаме дека почнуваат да се јавуваат и првите нетрпеливости и внатре во ВМРО ДПМН. Јас не сум сигурен дека господинот Груевски ќе успее сите тие фракции и структури да ги одржи. Мислам дека до локалните избори нема да биде отворено прашањето за нов лидер на ВМРО ДПМН, меѓутоа дека после изборите ќе локални, дека ништо чудно, особено ако има лош резултат ВМРО ДПМН на тие локални избори, ништо чудно да се отвори и прашање за доверба во лидерството на господинот Груевски. Неговиот рейтинг не го наруши и лошите односи со меѓународната заедница генерално за сето ова време. Не, гласачите на ВМРО ДПМН не се многу насекирани од тоа какви се односите со меѓународната заедница. Меѓутоа, тоа ќе се рефлектира на друго место. Знаете како? Утре кога ако се отвори процесот на барање доверба на господинот Никола Груевски и евентуална замена од лидерското место на водач на опозицијата, ние ќе имаме феномен да се бара оставка од човек кој што не загубил на избори. Бидејќи на 11 декември господинот Груевски не загуби. И како конто на гласови најмногу освои, и како број на претеници најмногу освои, а може да биде доведено ситуација да се бара неговата оставка. Тука ќе излезе на површина дека членството и врвот на партијата можеби ќе бара оставка од господинот Никола Груевски токму заради уривање на мостовите на комуникација со меѓународната заедница, и тие ќе бидат свесни дека доколку остане господинот Никола Груевски како лидер на ВМРО ДПМН, тие многу тешко ќе можат повторно да воспостават комуникации со меѓународната заедница, која за волја на вистината претрпе неверојатни навреди од страна на ВМРО ДПМН, од несватливи некои соопштенија каде што на германската амбасадорка и беа поставувани прашања дали она тоа лично искажува свое мислење или е став на официјален Берлин, до оние морбидни укоричувања у читулји, одбивања на состаноци со личности од меѓународната заедница и така натаму. Јас затоа ви велам, тоа кај гласачите и поддржувачите на ВМРО ДПМН нема да се осети, но кога ќе дојде време да се отворат прашањата, ние се сеќаваме 2006 година Љупчо Георгиевски, оснивач на ВМРО ДПМН, неприкосновен суверен на таа партија, мораше да се замине од таа функција заради тоа што тој веќе не беше прифатлив за меѓународната заедница. Јас не можам да гатам дали тоа истото ќе му се случи на господинот Никола Груевски, но не го исклучувам како можност. Кликовски, на што се должи според вас растот на рейтингот на Заев? Кировски доста го елаборираше прашањето околу Груевски и дали ви имате и некој друг аргумент можеби во однос на задржувањето на неговиот рейтинг. А секако би сакала, ако може и да ги опфатиме и ова 9% на Ѓорги Иванов, кој што е многу осуден во јавноста заради неговите потези, ама од друга страна има рейтинг кој што мислам дека е во пораст. Во овој дел од анкетата има повеќе новости, условно да кажем, отколку во партиските рейтинзи. Значи, првото дека Никола Груевски успева да покри се, да го одржи својот личен рейтинг, кој се уште е повисок од рейтингот на ВМРО ДПМН, и тоа многу ги детерминира работите бар за блиската иднина до локалните избори најмалку. Значи се согласуваме дека до локални избори значајна промена.
Оно што е најголема промена е всушност големиот скок на господин Заев, кој ми се чини не надминуваше 8-9 едноцифрен беше перманентно проценти на повеќето минати анкети. Сега би било шпекулативно без да ги видиме повеќе податоци што би можел да влијат, колку етнички албанци се определиле за господин Заев, дали таму има значаен скок. Да, позасно ќе го видиме. Колку е влијанието на 27 април, бидејќи покрај господин Заев имам уште еден лидер кој се чини и се профилираше со 27 април, тој е господинот Села. Па добро, и рейтингот му е 3,2, Да, само значи, пораз во однос на Билал Касами, кој што мислам дека опаѓа. Ако го споредиме. Не ми Три текнува. рейтинзи се сменети. Три, И да. Ѓорѓе Иванов е И сменет. во основа Други може би најголем пораснал. раст е кај господинот Иванов, председател на Републиката. Но И тука ќе ми дозволиш еден мал коментар да кажам дека е анкетата правена пред господинот Иванов да го даде додели мандат. мандатот, може би тука откако е доделен мандатот може да има некакви треба да промени. видиме. Јас прв пат гледав протести на улица на кои се скандира името на Иванов. Мислам, што дури ВМРО ДПМН да ги организира тие протести било многу атипично, бидејќи нели цело време е гаден профилот на лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Дали овој раст на поддршката на господинот Иванов е исклучиво заради недавањето на мандатот и дали ќе се урниса сега со давањето на мандатот, останува да видиме. Меѓутоа, тука мора да земеме во предвид дека Иванов немаше друг избор освен да го даде мандатот, бидејќи тоа му е уставна обврска, дури повише господинот Заев се одлучи да го исполни условот што не е предвиден со уставот и да даде За прв изјава пат се случува такво дополнителни нешто. гаранции. така да таму и немаше што друго да прави Иванов освен да го даде мандатот. Меѓутоа, битно да се види што и како е. Оно што е друга важна вест одиво на гафата други, дека после лидерите има една голема дупка, па после сите други заедно се во 7 Освен овие ниту еден што е 14,8, што е Не, голем. за мене- Зборам сите се едноцифрени другите. Важно е, бидејќи видите, ние се уште имаме нема кој е следниот. Нема трет. Значи имате првак и после многу празни места, па доаѓа некој следен, што е важно и за профилот на партиите, за внатрешната демократија и за демократијата на државата, бидејќи нели демократијата на државата зависи од внатрешната демократија во Ти мислиш за од иста партија, па Да, се појави уште некој, бидејќи јас сум сигурен дека кај социјалдемократите во Германија има бара двојца тојца кои можеби не исти поддршки, ама тука се негде по неколку Значи нема го Ама тука они на пример нема Никола султани, Тодоров или го нема тука некој друг. Може би во некоја друга анкета би можеле да вметаме прашања на личности се разбира. од иста партија. Значи, за покрај да ова листа, видиме каков е рейтингот. анкетираните има можност да кажат и друго име, сите други се 7% ми се чини, ако запамтите. Алберт, кои бројки според вас се најмногу сменити освен оваа за Заев? Види, таа за Заев и за Иванов е исто така Да. многу сменета и верувам дека ние не треба да ги исклучиме и пиарот кој се одвиваш во целиот тој процес. Вие прашавте преска зошто поддршката за Груевски остана, иако ВМРО ДПМН ги нападна нашите меѓународни партнери, па остана затоа што цел еден медиски процес се водеше околу да се минимизира или да се антагонизира улогата на нашите меѓународни партнери, така да непријателството кон тие клети странци полесно се прифаќаше ако вие ги стигматизирате од секоја страна. Ако ми имавме милион емисии околу дека тие и го мислат лошото на Македонија, дека тие дури имавме протести овде кога ида Могерини кога беше. Така во таква ситуација нормално дека тоа не влие или ставот кон тие кои веќе вие сте ги прогласиле како непријатели, негативниот став кон нив не може да влие врз рейтингот. Затоа викам ја дека тоа целиот тој процес перфектно бил менаџиран. Ти кажам дека една од причините за останувањето на рейтингот на Груевски и таа, што 2,5 години една
добро организирана машинерија се труди Се држи во кондиција. монолитноста да ја задржи. Мислам дека испадот беше кај Иванов, затоа што бар пиаро се движеше околу тоа дека он е последниот браник на заштитата, но мислам дека и дел од причините зошто рейтингот е стабилен кај Груевски и зошто кај Заев немаме уште отскокнување е тајмингот. Ова да се случеше после добивањето на мандатот, мислам дека бројките овде релативно ќе се сменеа, затоа што овој рейтинг на Заев сигурно ќе продолжи да расте, затоа што покажал осем смиреноста и таа тенденција да ги одбрани другите, покажал и способност за дипломатија и договарање со претседателот и да го извлече мандатот. Затоа викам дека следната анкета ќе биде интересна во однос на овие три личности. Кај албанските политички партии, таа лидерската позиција на Ахмети никогаш не се ставала многу под знак прашање. Меѓутоа, дали опаѓа рейтингот на Билал Касами? Изјаден се беше Херод, ја мислам... Мислам дека случувањата на 27 април и нивното расветлување во континуитет која ќе продолжи, реално ќе влие врз односот на нив двајца. Значи имаме покачување кај села, ако нешто ново се пронајде во целиот тој процес или успеат да го пласират како политичка партија, сигурно ќе им помогне уште повеќе да го подигнат рейтингот, да го намалат на другата страна, затоа што ви велам. Три партии овде се борат за два корпуса на типични гласови и таа ќе биде борба која ќе трае. Имам ли ја право како новинар едно прашање да му поставам? Имате право, ама ја само напоменам како менаџер дека и реклами треба да пропуштиме. Дали тоа е многу важно, би сакал Алберт да ме го искоментира, дали направи штета врз рейтингот на БЕСА што не учествува во гласањето на Талат Џафери за претседател на собранието? Не само не гласањето на Талат Џафери, туку и неприсуството во цела таа голгота низ која помина пратениците на Движењето за реформи и на ДУИ и на СДСМ. Не мислам за албанскиот политички блок, за гласачи. Мислам дека за нив ме праша. Мислам дека сето тоа влијаеше и како се расветлуваат случувањата од 27 април, тоа веќе го гледаме и низ социјалните мрежи, низ јавноста, дека тоа реално влијае. И ние имаме, например, нагло растење на рейтингот на села, кој мислам дека и ќе продолжи. Движењето, само ова да го кажам, Движењето за реформи имаше еден деликатен период кога беше напаѓано од другите, не само од БЕСА, туку и од експоненти на ДПА, зошто тие влегува во соработка со ДУИ. Мислам дека таа фаза веќе ја надмина после 27 април, значи се стабилизира тоа тело. Но мислам дека случувањето од 27 април реално можат се уште и понатаму и во поголема количина да влијаат во тој сооднос. Клековски? И само да го одбележиме заминувањето на господинот Мендух Тачи од листата на најпопуларни политичари, бидејќи он беше еден од големата четворка што и подписник на Бржевскиот договор, изборите и политичар со најголем стаж е, тоа треба секако да се каже. Ама сега веќе полека исчезнува на анкетите. Добро, тој веднаш во изборите се изјасни дека ДПА ќе ја даде поддршката на БЕСА и ќе видиме понатаму дали тоа вистина ќе се случи или ќе бидат заедно со алијансата. Прашањето со стабилизацијата на господинот Ахмети и ДУИ, кој ќе биде кој ќе го зафати местото на ДПА и на Тачи во големата четворка? Следното прашање се однесува врз етничката поделеност на гласовите во однос на кој политичар заслужува најголема доверба, меѓутоа за тоа по рекламите останете со нас. Да видиме кој политичар заслужува најголема доверба помеѓу македонците и албанците. Боби? Вкрстените податоци според етничка припадност ќе разјаснат многу и ќе ги дадат одговорите и ќе поттикнат понатамошна дебата и еве да ги погледнеме, значи кога е во прашање довербата во лидерите кај македонците.
Најголема поддршка имал Никола Груевски со 33,6%, потоа е лидерот на СДСМ Зоран Заев со 27,3%, 12,2% председателот Ѓорѓе Иванов. Овие податоци тука се однесуваат од 16,2, 7,6 и 3,2 се оние кои што се изјасниле дека не знаат, одбиваат да одговарат или не сакале да одговарат. Каква е ситуацијата во албанскиот блок? Во убедливо водство 28,1% лидерот на ДУИ Али Ахмети, но вторе Зоран Заев со 16,1%. Како трет на оваа листа доаѓа Зијадин Села со 14,7%, Билал Касами е 13,8%, останатото е друг, ниту еден или не знам. Значи, двата клучни параметри кои што ги имаме е дека Груевски ја црпи својата поддршка главно во македонскиот политички кампус. Тука секако влегува и мал процент на представниците на останатите етнички заедници. Меѓутоа, суштинско е распределбата на гласовите во албанскиот политички кампус, каде што на второ место по довербата, е лидерот на СДСМ Зоран Заев. Благодарам, Боби. Еве, ако 33,6% за Груевски, 27,3% за Заев кај македонците, меѓутоа Заев е втор кога станува збор за анкетирани албански гласачи, и тука јас колку што забележувам опаднате бројот на оние кои се изјасниле за Касами наспроти Зијадин Села. Ѓорѓе Иванов се појавува со двоцифрена бројка, што уште еден показател е дека заради случувањата за прв пат председателот има толкав рейтинг. Кировски, еве, како вие би ги коментирале овие по етничка припадност гласови? Па јас мислам дека тука немаме некакво особено големо отстапување од она што досега го коментиравме. Значи, разликата меѓу Груевски и Заев е слична со разликата меѓу ВМРО и СДСМ кај македонските гласови. Да, контингентот на гласови на поддршка на Заев е многу поддивергентен од оној на Груевски, заради тоа што Заев е втор омилен политичар кај албанскиот политички кампус. Меѓутоа, феноменот дека го нема господинот Мендух Тачи и така натаму, мислам дека немаме нешто посебно ново што да изанализираме кај овие кроз табулации кои што би заслужувала некаква посебна наша внимание. Секако е за одбележување тоа што господинот Заев добива поддршка помеѓу двете најголеми етнички заедници. Се извинувам, бидејќи мислам дека тоа до сега во ваков процент не се... Ќе се извинам, но на нашата претходна анкета во февруари прв кај албанците беше господинот Зоран Заев. Значи, он имаше поголем рейтинг во тој момент и од Али Ахмети заради нечкањето на Ахмети со кого ќе прави коалиција. Значи, тука доколку таа поддршка меѓу етничките албанци е идеолошка, поддршка на еден нов концепт на политика, тоа е добра работа за Македонија, бидејќи мислам дека е добро да се нашето општество понатаму дели по идеолошка основа, не по етничка основа, и тоа ќе биде еден знак на созревање на нашето општество. Лошо ќе биде ако тие гласови за Зоран Заев се само за неговиот капацитет да го слуши Никола Груевски како најнеомилен политичар меѓу етничките албанци. Тоа би значило дека е изолиран феномен, а не тренд. Да, треба да видиме како ќе биде во иднина, и за мене секако е поздравување. Инаку да споменам тука, бидејќи Атанас ми се чини рече, и јас го спомнав дека се руши коалицијскиот капацитет на ВМРО ДПМН со етнички албански партии, односно партии за кои гласат етнички албанци. Со ваквиот начин на составување на влада, генерално е напуштен концептот на победник со победник. Напуштен? Не,
Види се, тој се напушти 2006-та. Ја не верувам дека тоа правило ќе може да издржи тука, пошто Македонија не е држава само на принципи, туку е држава и на одржливост. Некои работи треба да бидат одржливи. Јас сакам капацитетот на ВМРО ДПМН за коалицирање е реално намален и не би го фокусирал ја тој само на личноста на лидерот, затоа што во целиот овој процес учествува многу повеќе луѓе отколку самиот лидер на ВМРО ДПМН. Што се однесува до враќањето на коалицискиот капацитет на ВМРО ДПМН со албанските политички партии, треба еден сериозен, дури една катарза во ВМРО ДПМН да помине, за да можат да размислуваат евентуално дури и албанските политички партии за некоја директна соработка или коалицирање со ВМРО ДПМН ако нешто не се смени. Мислам дека тоа реално ќе се рефлектира и за локалните избори. Локалните избори се уште тој коалицискиот капацитет е уште попотребен на локалните избори и ние знаеме што све какви математики ни се праве овде за локалните избори. Да, ама не би се кладал јас дека некаде не би функционирале некои коалиции, ќе видиме тоа. Види, толку е зовриена и овие бројки укажуваат на тоа дека е реално за било која албанска политичка партија некоја отворена соработка и да се направи, затоа што казната веднаш ќе дојде. Вие гледате флуктуациите кои му се случуваат на Али Ахмети од февруари до 27 април. Тоа е веќе знак и некој звонче за узбуна дека многу повнимателно ќе се однесуваат во однос на тоа прашање. Второ, после 27 ја верувам дека и коалицискиот капацитет помеѓу веќе новото мнозинство е реално зголемен. Мене овие бројки не ме изненадуваат, не ова нешто е изненадувачко. Ви велам, за мене ќе бидат многу интересни бројките на едната анкета, а нарочно на таа која ќе стигне во есен. Затоа што барка албанските бирачи ќе биде постабилизирана и оваа борбата за второто место ќе биде многу поконсолидирана и ќе знаеме веќе во кој правец. Впрочем, тоа е битката на партиите, да успеат пред локалните избори да се стабилизираат и освојат гласови. И тие локални избори ќе се движат, знаете, локалните избори се многу специфични. Ние сме имале многу чудни коалиции за време на локалните избори. Тоа го подига гласот на дури на едни избори имавме коалиција на ВМРО ДПМН и СДСМ. Ако такви екскурзии продолжат и во иднина, мислам дека тоа реално ќе влијае и врз овие бројки, а ако заедничкото владење, пак ви велам, е потранспарентно, порелаксирано, мислам дека ние ќе имаме многу брзо и промени на овие бројки. Следното прашање е на анкетираните, дали според вас почна разрешувањето на политичката криза во Македонија? Ова прашање е важно затоа што Македонија навистина во 2 години. Да, Жане, само би сакал пред да влеземе на на уште две прашања имаме, ми се чини да, од нешто најави. Прашања кои се однесуваат на кризата. Би сакал малку да поразговараме околу веродостојноста на анкетите, бидејќи ние час и нешто говориме за анкетите што ги спроведува Телма заедно со М-Проспект и би сакал да ги потсетам, бидејќи пред неколку дена ни се појави една друга анкета на Ири и на Брима Галуп, која што има огромна дискрепанца, значително отстапување од она што ние сега го кажуваме и го анализираме. Би сакал само да ги потсетам гледачите дека анкетата на Проспект М и анкетата на Рейтинг беа единствените кои што ги проектира реално резултатите од 11 декември на изборите и јас сум убеден дека ние навистина на многу точен начин ги детектираме преку бројки и ги анализираме феномените и флуктуациите. Анкетата што беше објавена од Ири, направена од Брима Галуп, покажа рейтинзи 27 спрема 16, што е идентична за ВМРО ДПМН, што е идентична на анкетата на Брима Галуп 26,5-16,7, пак 26,17, која што ја проектира пред изборите. Би сакал да кажам дека ако навистина беа точни тие анкети и беа точни проекциите на Брима Галуп пред изборите, ние немавме да имаме неизвестни избори, туку ќе имавме пратеничка група на ВМРО ДПМН од 60 плюс пратеници и на СДСМ од некои 35 пратеници. Јас сум убеден дека имаат некој крупен проблем таму или со политичкиот пондер на анкетата или со методологијата, особено што
самите тие извадија некои податоци дека перманентно е 27-16. Сега, пред изборите во март, како да ви кажам, како да е општеството во една хибернација и како ништо да не се случува. Кликовски со оглед на методологијата, што веројатно можеби е различна или на што би можела да се должат волку големи разлики, предпочитам анкетата да не е нарачана од политичка партија, оти често пати се прават и кејфови на одредени политички партии. Не, ама ова е наука, ова не е угостителство, па сега кефо да го правиш. Да објавуваат на чатал клиент и која е агенцијата која спроведува или е институција со репутација, бидејќи нема тука представници од или ВМРО, ја не би ги коментирал многу. Јас верувам дека сите се трудат да методолошки бидат исправни. Единствено што може да се провери на крај се анкетите направени непосредно пред изборите, бидејќи тие може да се споредуваат со реалноста која се направи. Што е анкетата, што е резултатот на избор. Другите анкети е градење на одредена репутација. Јас сметам дека и ЕСЕ како институција со многогодишна репутација и навистина не би сакал да коментирам во нивно Меѓутоа се различни. Да уточкам нешто, јас не реков ништо за Ири, јас реков за Брима која што ги работи анкетите за Ири, дека постојано греши и дека има исклучително степенот на грешка за изборите беше невообичаено висок. Невообичаено висок. Значи Брима е тука некаде во рангот со Димитрije Чуповски и Павел Шатев, што мислам дека за Брима не е многу добро за нивниот имидж. Во однос на анкетите, добра е споредбата што ја направивме пред изборите за да се види сепак валидност и така најмногу може да се оцени. Сега одиме на прашањата кои се однесуваат на тоа дали сметате дека ќе заврши кризата, па еве Боби да видиме какви се резултатите од ова прашање. Недоумица би рекол или поделеност има кога доаѓаме до прашањето дали влегуваме во разрешница на политичката криза. Конкретно прашањето кое што го поставивме во оваа анкета е дали според вас почна разрешување на политичката криза во Македонија. 46,3% сметаат дека почнала разрешницата на кризата, 42,6% сметаат дека тоа не е случај, 11,1% не знаат или одбиле да одговорат на оваа прашање. И тука, кога станува збор, ако се обидеме да ја бараме заднината на што се должи оваа недоумица, неопределеност или мала процентна разлика помеѓу песимистите и оптимистите, резултатите веројатно би ги нашле во споредбата на податоците. 3,7% поени е предноста би рекол на оптимистите наспроти песимистите. На што се должи тоа? Јас нема да ја оптеретувам презентацијата со вкрстување на податоците и тоа ќе го оставам за понатамошната анализа, но еве само како навестување видливо е голема не само меѓуетничка, туку и интраетничка поделеност. Каква и на што се должат овие резултати и како тие може да се објаснат, оставам на нашите вечерашни гости. Жане, повелете. Благодарам, Боби. Веројатно, ако анкетата беше направена по давањето на мандатот, можеби луѓето ќе беа и посмирени и ќе дадоа одговор повеќе во корист на тоа дека да, ќе почне разрешувањето на политичката криза. Направењето на анкетата непосредно по настаните на 27 април можеби се уште биле возбудени и сметаа дека нема лесно да се реши кризата. Меѓутоа, еве, Муслиу 46,3 во однос на 42,6% е во однос на овие две прашања. Ако ги земеме во предвид, тука ќе ги разговараме и што мислат македонците, а што мислат албанците. Поголеми оптимисти се албанците, 62,7% сметаа дека почна разрешувањето на кризата, а кај македонците 41,8% кои се позитивни и 47,3% кои се негативни. Прво мислам дека една од причините е моментот. Ја верувам дека после давањето на мандатот оваа дилема, оваа разлика помеѓу тие кои се дека почнала разрешувањето на кризата би многу поголем од тие кои не били, пак тука не би го исклучили, не би ја исклучили јавноста и сето тоа што се случуваше околу
самиот процес на давење на мандатот. Знаете, се створи една фама дека тоа ќе прекине, дека нема да се направи трансфер на власт. Дури и по предавањето на мандатот уште има дилеми, нашто кај подржувачите на ДПМН дека трансфер на власта ќе нема. Јас слушнав дури интересни прашања и во дебати што ќе се случи ако мандатарот се изгласа влада, не се направи трансфер на власта. Сите овие дилеми се поради тоа што се презентира во медиумите. Баш затоа оптимизмот е многу поголем кај албанските гласачи, затоа што во албанскиот медиски простор на ова прашање многу порационално и пообјективно се гледаше, затоа оптимизмот е многу поголем. Но ви верувам дека овие бројки ќе беа многу поразлични после давањето на мандатот од страна на Иванов и после почнувањето на преговори. Еве да споменам и по партии, например 24,3% од ВМРО ДПМН сметаат дека почна разрешувањето на политичката криза, меѓутоа висок процент, 64,4% сметаат дека не е решена политичката криза и не почнува да се решува, за разлика од обратните бројки кај СДСМ и кај сите албански партии. Затоа што целиот медиумски простор кој е на таа страна, условно речено, промовира идеи и сценарија дека тоа нема да се случи. И нормално дека таа скепса постои кај тие подржувачи, затоа што им се пласира информација или ситуација во која тој трансфер нема да се случи, без некое образложување како тоа ќе се задржи. Добро, јас само кликовски да споменам дека Груевски имаше изјава дека ете тие успеале во сето тоа да го убедат Заев, да ја даде објаснување за унитарност и слично, и тоа го препиша на собствен успех. Значи, мислам дека не би се сложил дека гласачите на ВМРО ДПМН заради различни сценарија не верува дека тоа е излез од тој не влегуваме во излез од политичката криза, поради едноставна причина за ВМРО ДПМН излез од политичката криза се нови парламентарни избори. И ако вие детерминирате дека излез од кризата се нови парламентарни избори, а тие јасно дека во догледно време нема да се случат како што се развиваат сега работите, но дека симпатизерите и гласачите на ВМРО ДПМН не гледаат на случувањата. Секако многу битно влие дека анкетата е пред додувањето на мандатот. Надвор од анкетата би искоментирал дека ми се чини дека давањето на мандатот на начинот на кој се случи, иако не е согласно со уставот, значи една можност на враќање на текот на работите во институциите. Паралелно со тоа е најавата за прекин на протестите на Заедничка Македонија и водење на постапка во Уставниот суд, што повторно уште еден знак на враќање на процесот во институциите. И мислам дека тоа што СДСМ се одлучи сепак да ги даде изјавите, гаранциите, без разлика што не се предвидени во Уставот за давање мандат, овозможи враќање на политичкиот процес во собранието, во Уставен суд, ќе се дебатира дали е изборот на Талачев е легален, не е легален, уставен, неуставен. Тоа е многу важно да се врати процесот во институциите, бидејќи ние во еден момент бевме во ризик тој да излезе надвор. Да, сега се решава на улица. Институциите и мислам дека е важен чекор за да почнеме да излегуваме од политичката криза. Сега само за подсетување дека ние во нашата криза имаме два елементи. Политичката криза и правната криза, ако можам да ја решам, бидејќи договорот отпржено покрај предвремените парламентарни избори кои требаше да ја разрешат политичката криза, има и инструмент за разрешување на правната криза, тоа е специјалното јавно обвинителство. Добро ќе биде да двата елементи влезат во некаква разрешница и да почнеме да гледаме крај на кризата која веќе е трета година. Сепак, значи, два потега беа разумни, одењето на Заев и носење на одредена гаранција, од друга страна прифаќањето конечно на Иванов да го даде мандатот, и јас тука дефинитивно е ставање во некаква институционална рамка целиот процес. Ваш коментар во однос на почетокот на разрешувањето на политичката криза која навистина траеше долго? Па јас мислам дека не само што почна разврската на политичката криза, туку таа веќе доаѓа во една од незините финални фази,
во меѓувреме ја имавме некаква катарза на насилството и на заканите, кое што се предочи со физичко насилство внатре во парламентот пред само неколку дена. Тоа насилство сите многу не вознемири и знаевме дека ако тоа насилство ескалира и не се држи под контрола, може да не втурне во многу непожелни сценарија и самата Македонија и целиот регион. Мислам дека таа епизода конечно заврши и дека она што го говореше господинот Клековски, дека сега работите полека почнуваат да се враќаат во една нормала во институциите на системот, не дека немаше да се избере влада доколку господинот Иванов не го дадеше мандатот, меѓутоа тоа понатаму можеби ќе оставеше последици врз нашето општество. Значи јас не мислам дека е добро да се прават такви правни преседани. Најдобро е ние да се држиме до она што си е по устав. Најдобро е да не се прават правни преседани ако сакаме навистина да градиме едно општество и една држава која што ќе биде модерна и која што се надеваме ќе фати брзо ритам и чекор со европските вредности. Меѓутоа, Атанас, од друга страна, давањето на гаранција од страна на ЗАЕФ и на СДСМ е тест на капацитетот на СДСМ ЗАЕФ да добијат најширока можна поддршка за еден куп работи, од реформите на ПИБ преку неколку други работи, за која треба поголемо мнозинство од 62 или 67 пратеници. Значи, Уставот е јасен дека господинот Иванов требаше да го даде мандатот без тука немаме дилема. Во моментот кога беше јасно дека има 67 пратеници што би го поддржале новото мнозинство. Од друга страна е сепак демонстрација на една политичка волја да се бара компромис или договор и со другата страна. Јас во изјавата на СДСМ препознав зборови што ги користи господинот Иванов, дека нема да дозволи платформа од друга земја да влие на нашот, и баш друга земја е употребена во изјавата. Важен момент е да сепак ние почнеме да работиме на деескалација на поларизацијата, пошто најголем дел од работите за кои треба да се договориме барат двотретинско мнозинство. Не, јас тука би додал само од правосудство, значи да не збориме на етнички теми, да ги тргнеме на страна етничките теми. Реформите у правосудството, ако треба да бидат потелмани, барат двотретинско мнозинство не може да се смена студиите. Се согласувам, но мислам дека тоа не беше примарно за давање на гаранциите. Господинот Иванов изминатиот период имаше една многу цврста реторика, да не речам дури и националистичка реторика. Он излезе и од рамките на Уставот и навистина прилично за мое лично видување многу штетно се однесуваше во целиот тој период, иако беше јасно дека е должен да го даде мандатот. И при толку многу изјави мораше на некој начин да се мисли дека и колку толку треба да се зачува неговиот образ, ако тој го дадеше мандатот без никакви гаранции на сите тие изјави што ги даваше, ќе излезеше ептен дека е крпа направен човекот. И мислам дека една од клучните причини беше тоа да се малце колку толку да и второ да се даде некаков излез на другата страна која знаете со месеци пумпаше атмосфера, нема да ја предадеме власта, не е лесно да се седне у столчето на председател, нема шанси да видите мандати, сега одеднаш се повлекуваат и нормално дека мораше да се даде некаков куп, некаква јадици за другата страна да рече, па сега видите, ете ги дадоа гаранциите, па заради тоа им го дававме мандатот. Не е тајна дека господинот Заев излезе со владина програма уште пред месец и пол, каде што истите тие гаранции беа дадени. Ништо посебно не беше дадено. Груевски рече дека е нивна заслуга тоа што го натераа. Па добро се. Токму тоа е, значи деескалација да се даде и на другата страна нешто со што ќе може колку толку да го задржи образот, дека не е тоа преку ноќ. Инаку знаете како ќе испадне, дека дојде Хојтји, ги построи и они го променија курсот. Тоа е прилично грдо. Ја мислам дека и дефиницијата која ја цитира Сашо беше малце поублажена, не беше речено платформа, туку платформа, декларација, друг документ и така натаму, кој
алудираше на тоа на кој документ се мисли, но не беше специфичен за двете страни да можат да се одбранат од евентуални напади. Еве ние тоа го направиме, затоа што не е нешто зафанено ако вие сте направиле нешто што не е ни по устав, тоа не беше по устав. Но мислам дека причината е и друга, се согласувам со Сашо. Ја не сум од тие кои се многу скептични дека некои законски решенија за кои треба двотретинско мнозинство нема да помине. Јас сум прилично сигурен дека некои решенија кои се маст за Македонија, кои се апсолутно потребни, за кои политичките партии при потпишувањето во пржино се согласија дека тие ќе се помина со двотретинско мнозинство. Затоа што не можеме ние целиот тој процес на парламентот да го иземеме од опкружувањето. Ние можеби пред месец дена многу од нас беа скептични дека ќе се случи избор во парламентот, дека ќе се избере, ќе се добие мандат, но еве гледаме дека се случува. За мене позитивен момент во целата оваа работа е што верувам дека и поддршката од нашите странски партнери ќе биде многу поприсатна во идниот период, затоа што реално ние во некои работи сме веќе и ранети во однос на нашите евроатлантски интеграции. Мислам дека и они се свесни за тоа, така да верувам дека ова беше отварање на капиџикот, што би се рекло за евентуално повикување на поддршка за проектите за кои треба двотретинско мнозинство и мислам дека во тоа ќе имаме сесрна поддршка и од нашите партнери. Јас само Кликовски да подсетам на една изјава од Заев ова студио дека тој рече дека и би разговарал со одредени луѓе од ВМРО ДПМН, алудирајќи на тоа дека би можело да има одредена соработка, меѓутоа сметам дека неговата изјава беше во контекст на тоа дека не со сите од ВМРО ДПМН, најавувајќи некој процес можеби на барање на промени во таа партија. Тој не е негово да бара, меѓутоа најави дека би разговарал сепак. Да, мислам дека демонстрирано на ниво на прагматично што и мене лично ме изненади, бидејќи тоа ниво на прагматично што не го гледам во СДСМ и добар дел од поддржувачите на СДСМ овозможи да сепак процесот се врати во институциите и да никој не го оспорува уставноста и легитимитетот на изборот на идната влада. Секако станува прашањето на победник со победник, кој не е толку маргинално и небитно, ама ќе се дискутира. Ако ама Клековски тоа не е пропишано со закон. Тоа беше неформално. Дали може да се изјаснам за ова? Не, значи за мене е многу важна работа, да. Мислам дека треба цела емисија за ова. Тој концепт победник со победник се напушти. Да, ама тоа е прашање на џентлменски договор, не е прашање на законски решенија. И некои нови избори за кога и да се случат втори и трети, кога повторно ќе победи ВМРО ДПМН, еден ден повторно ќе победи. Има право да избере политичката партија, да не именувам конкретна политичка, XY политичка партија, која ќе има 9, а не 12 пратеници од врз основа на идеолошка премиса врз основа на социјална конзервативност, по основа на Ајде, нека каже од своја перспектива. Дали може да, пошто и Преска го спомна ова, таа победник со победник не е апсолутно правило кое ти дава за право сите методи да ги користиш, затоа што албанските политички партии не користат екстремни вокабулари и кампањи кои значат исклучивост. Ја мислам дека и за македонските, не, само да го искажам ова. Ја мислам дека и за македонските политички партии би било тешко да го одржат принципот на победник со победник, ако од другата страна имате партија која вели ќе поделиме државата, не прифаќаме соработка. Знаете, цела кампања една се срочи да преку грбот на албанците, преку националистичка реторика се бараа гласовите. И тоа кај албанските политички партии не поминува. Вие викате една ќе добие 9, една 12. Ако биде истата реторика, ни таа од 9, ни таа од 12 реално ќе може да коалицира со партија која целата кампања организира со цел да се нападне другата страна. Не функционира тие работи. И второ, не може да се инсистира на таа. За албанските политички партии е битен тој момент. Затоа и толку размислување имаше во ДУИ. Затоа и се проба да се испреговара со победничката партија, условно речено кај македонскиот блок. Баш поради тој принцип. Но ако толку се инсистира на тој принцип, никој не и брани на ВМРО ДПМН да иницира законска или уставна промена, да се стави тој принцип во законска категорија, а не да се никаде го нема има држави кои го имаат. Многу сакам да ти кажам, тоа беше уште една флоскула која во целиот процес се користеше за изговор да се
успорат процесите, а не дека искрено веруваа во тоа. Затоа што тој принцип... А ВМРО-ДПМН не веруваше, значи ВМРО-ДПМН наискрено избра ДПС за свој коалицијски партнер. Така беше 2006. И тога сите меѓународни представници не убедуваа дека тоа не е добро за Македонија. 2008 година нивниот иден партнер не влезе во изборен циклус со антимакедонштина, затоа што да влезеше така, без обзир на тоа што меѓународните фактори инсистираа на победник со победник, верувам дека и тогаш Ја само да го додадам фактот дека ние во овие анкети веќе гледаме рейтинзи на повеќе партии на албанците, на повеќе лидери на албанците. Албанците не ги концентрираат своите гласови во една или две партии. Тој принцип победник со победник албанските политички партии во иднина ќе важи, затоа што тие нема да дозволат тоа, и таа декларација е потпишана за тоа, за да не може некој со помалце легитимитет кај албанците да ја легитимира другата страна независно од нивното политичко однесување. Така да таа одговорност ја имаат пред албанските гласачи. Ако условно речено победи партијата А кај македонците со 60 пратеници и кај албанскиот политички блок избере партија со 20 пратеници, тие нема да постојат као партија во иднина. Не е тоа нешто што вам нотарски ви се гарантира. Тоа е дел од политичкиот процес, затоа што тој принцип е вметнат од немнозинска заедница, за да не може тој кој е мнозинство да, како во минатиот систем, дефинира ти си добар, eligible, што би се рекло, албанец, ти не си, така натаму. Значи, има причина поради тоа, а не е тоа само политички блеф. Но тој, според мене, во овој процес се злоупотребуваше, бар во политичкиот спин од ВМРО-ДПМН, за да се успори процесот, која веќе беше јасно дека албанските гласачи имаат сериозни резерви на коалицирање со таа партија. Пауза за реклами и последното прашање кај анкетираните дали ВМРО-ДПМН треба да изврши мирно предавање на власта на парламентарното мнозинство на СДСМ. Реклами и одиме во завршница на оваа дебата. Последното прашање се однесува дали според вас ВМРО-ДПМН треба да изврши мирно предавање на власта на парламентарното мнозинство на СДСМ. Да ги видиме резултатите, Боби. Некои процеси почнаа, но неизвестности натаму има. И од таму доаѓа и последното прашање во оваа анкета на топ тема на ваша страна, а тоа е дали според вас ВМРО-ДПМН треба да изврши мирно предавање на власта на новото парламентарно мнозинство предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Одговорите говорат, бројките говорат сами за себе. 62,1% рекле да, 25,2% не, и ги имаме оние 12,7 на неодлучни, не знаат или не сакаат да одговорат. Овдека јас не би наметнувал некакви параметри, бидејќи веројатно одговорот на нашите вечерашни гости ќе биде многу посложен од едноставно симплифицирано редење на некакви вкрстени или споредбени податоци, без оглед дали е тоа според етничка или партијска припадност. Жане? Благодарам, Боби. Ова беше објаснувањето за последното прашање. Јас тука имам само една споредба во партија. Дали според вас ВМРО-ДПМН треба да изврши мирно предавање на власта на парламентарното мнозинство? Во ВМРО-ДПМН 30,4% сметаат дека да, треба да се изврши мирно, меѓутоа 58,7% сметаат дека не треба да се изврши мирно предавање на власта, за разлика од над 80% кај СДСМ и партиите на албанците. Кировски, очигледно дека се уште има некои жешки глави во ВМРО-ДПМН и покрај, меѓутоа ова беше предавањето на мандатот, пак да нагласам, кои што сметале дека не треба туку така да се изврши предавањето на власт. Видете, според анкетата е јасно дека мнозинството граѓани на Република Македонија се за мирно предавање на власта, за функционирање на институциите, за функционирање на правната држава и за деескалација на тензиите кои што би можеле евентуално да не доведат до некакви насилства, улични, да не спомнувам граѓанска војна или нешто уште пострашно. Мнозинството граѓани не го сакаат тоа и тоа се покажа. Се покажа на 27 април, се покажа и во анкетата. Овие бројки малце ме зачудуваат кај ВМРО-ДПМН, бидејќи во Македонија во овие 25 години се воспостави еден систем на мирно трансферирање на власта. 98 година Бранко Црвенковски без збор му ја предаде власта на Љупчо Ѓоргиевски.
Истото се случи и кога господинот Никола Груевски доаѓаше на власт, господинот Бучковски многу цивилизирано, многу културно му ја предаде власта, а и Љупчо Ѓоргиевски 2002 овозможи мирен, безболен, мирен трансфер на власта. За жал нас ни се случува еден феномен кога е некој предолго на власт во млади демократи, веројатно мисли дека му е од Бога дадено перманентно да владее. Мислам дека ќе се прекрши тоа многу брзо и во самото ВМРО-ДПМН. Според последните постапки на нивното раководство, јасно е дека се тие свесни дека ќе бидат опозиција и со самото тоа што барем јас досега не видов најава дека ќе го бойкотираат парламентот, тие мислат да играат активна улога на една активна, силна опозиција. Да не заборавиме, тие имаат 51 пратеник во парламентот и јас се надевам дека многу брзо ние ќе влеземе во еден вистински прав колосек ритам на деескалација, на зајакнување на институциите и на зајакнување на демократијата во Македонија, или со еден збор да ја завршам анализата од сите овие податоци што ги видовме, мислам дека ќе не биде како држава. Оптимистички и кликовски почна мирното предавање на власта, давањето на мандатот, следува сега и формирањето на влада. Значи, ово е први избор е со таков тезен резултат, бидејќи ги спореди со примопредавањето на Ѓоргиевски, на Цренковски и другите. Овие се први многу тесни избори, каде што сепак ВМРО-ДПМН имат чувство на победник и ќе треба време да разберат дека победата на изборите не неминуелно води во формирање на влада. Меѓутоа, чувството на гласачите не неминуелно ќе значи однесување на раководството. Мирниот трансфер на власта е започнат, нема друг излез. Ако смеам да направам една споредба со спортот и со спортскиот дух, нели ние сите може да бидеме незадоволни од судењето на Вардар за шампионската титула во ракомет, меѓутоа да се случи тоа што се случи, друг победи, Вардар треба да се фокусира на следната утакмица, на следниот натпревар. Мислам дека ВМРО-ДПМН час поскоро треба да стави крај на овој трансфер на власта, во смисла да биде секако што треба и да се фокусира на следниот политички натпревар, тоа се локалните избори. Муслим, за крај вашето. Ја мислам дека два моменти се битни. Првиот е зошто бројките се вакви, затоа што тие тези се пласираат низ јавноста. Ова е пред давањето на мандатот, дека е можно да не се предаде власта, некои нејасни ситуации во кои дури да се формира нова влада, можно е непредавање на власта и ја мислам дури ако би се расчлениле, имаше такви теории кои некои гласноговорници или така експерти ги промовира дека тоа е можно, тоа е невозможно. Тоа е веќе државен удар. Вие влегувате во некоја фаза која верувам дека на граѓаните ако добро им се објасни дека секако ако се стават во позиција на безвластие или на мирен трансфер на власта, дека 99,9% на граѓаните ќе изберат мирен трансфер на власта. Тоа е една од придобивките на демократијата. Но дури мислам дека и во тој кампус на 53% има различни мотиви. Некои се поради страв што ќе се случи со новата влада, а други се поради сакање да се остане на власт довека. Така да може би и тоа расчленување би помогнало. Дека мирното предавање на власта веќе почнало, ја мислам дека е многу јасно и мислам дека тоа на ВМРО-ДПМН му беше јасно веќе од крајот на изборите, но мислам дека што направија во овој период од 4-5 месеци со овие обструкции и отежнување на целиот процес е дека ги консолидира сите аргументи кои ќе ги користат во политичката борба, дали за локалните избори, дали за ините парламентарни избори, затоа што имат некои елементи кои реално ќе можат, ако СДС го направи тоа што сака да го направи, да го зајакне парламентот, значи имаме сериозна парламентарна борба во парламентот, овие ќе го користат прашањето на изборот на претседателот, на победникот со победникот, на начинот на земење на мандатот и така натаму. Сите се тие политички моменти кои веќе опозицијската ДПМН силно ќе ги пласира и во парламентот
и за идните локални избори, затоа што веќе има голема парламентарна група. Да, не е за занемарување, само реченица. ДПМН ќе мора да размисли како ќе употребува дел од овие аргументи што ги спомена на обед во пресед на локалните избори. Да. За избор на градоначалник на Скопје ќе одлучуваат и гласовите на етничките албанци. За да не зборам за Куманово, тоа се случи веќе на минатите избори. На изборите во повеќе други големи градови исто така ќе бидат важни. Мислам дека мора веќе се битни македонските гласови. Вице-верса, значи мора што побрзо да се стави ново крај да се светиме. Риториката на партиите пред локалните избори. Ви благодарам за учеството во анализата на анкетата што ја спроведувавме во однос на рейтингот на политичките партии, лидерите и решавањето на кризата. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието. Останете со Телма, следуваат вести.